Охридската архиепископија не била само црква. Таа била духовно и културно средиште на средновековна Македонија. Преку неа, македонскиот народ ја зачувал својата вера, култура и историска самобитност. По падот на Самуиловата држава во 1018 година, Македонија влегла во нов историски период. Византискиот цар Василий II морал да најде начин да го задржи мирот и довербата на населението. Наместо да ги уништи локалните традиции, царот решил да ги почитува. Така била создадена Охридската архиепископија со седиште во Охрид, град кој станал духовно срце на Македонија. Прв архиепископ бил Јован Дебарски. Тој бил од македонско потекло. Неговото назначување ја покажува врската меѓу црквата и македонскиот народ. Охридската архиепископија се надоврзувала на црковната организација од времето на Самуил. Таа била продолжение на духовниот живот на средновековна Македонија. Посебно значење имало наследството на светите Климент и Наум. Преку нив, црквата ја чувала словенската писменост и македонската духовна традиција. Архиепископите од Охрид се сметале за наследници на старата црква Јустинијана Прима. Со тоа, Охридската архиепископија добивала голем духовен углед. Во 11 век архиепископијата опфаќала голем дел од централниот и западниот Балкан, делови од Албанија, Бугарија, Србија. Но незиното јадро секогаш останувало во Македонија, со центар во Охрид. Охридската архиепископија била автокефална црква. Тоа значи дека била самостојна и независна. Оваа самостојност била важна за идентитетот на македонскиот народ. На чело стоел архиепископот. Со него управувал и Светиот Синод, составен од епископи. Тие заедно го воделе духовниот живот на населението. Архиепископијата не била одвоена од народот. Таа била дел од секојдневниот живот на македонското население. Луѓето се обраќале кон црквата за помош и совет. Во манастирите се препишувале книги. Се развивала книжевноста на словенски јазик. Така, Охридската архиепископија станала чувар на македонската писменост. Преку црквите се развивале архитектурата, фреско-живописот и иконописот. Овие уметности биле израз на духовниот свет на македонскиот народ. Преку верата, јазикот и традицијата, Охридската архиепископија станала символ на историскиот континуитет на македонскиот народ. Низ вековите, архиепископијата се соочувала со многу предизвици, но и покрај промените, таа го зачувала своето духовно јадро. Охридската архиепископија била повеќе од институција. Таа била духовен дом на македонскиот народ во средниот век. Како духовно и културно средиште на средновековна Македонија, Охридската архиепископија оставила длабок белег во историјата. Преку неа македонскиот народ се препознал, се зачувал и опстанал. Историјата не е само минато. Таа е паметење, идентитет и континуитет.